Се прават пресметките за цената на струјата. Евана Хоум и Електродистрибуција веќе ги доставиле своите калкулации до регулаторна. А до крајот на месецов тоа треба да го сторат и останатите енергетски компании МЕМО и МЕПСО. Оттаму потенцираа дека новата цена на струјата ќе се знае до крајот на наредниот месец. Но граѓаните уште од сега се подготвуваат за повисоки сметки. Сигурно да. Тоа ќе се зголеми. Па дека ќе оде више. Гледам дека производството е многу слабо. Ако има јако производство, ќе има и поголем стандард и струјата ќе биде порентабилна. Од владата најавуваат дека и овој пат имаат план и буџет како да им помогнат на граѓаните и фирмите. Според нив, еден од начините е двојното тарифирање на потрошувачката на струја. Секако најранливите категории на граѓани ќе бидат заштитени со новиот модел на тарифирање на електрична енергија, но ќе се направи праведно и правишно тарифирање на електричната енергија според потрошувачката. Ние сме кажали и стоиме на тоа дека не може и тие кои што се на регулиран пазар, а се големи потрошувачи, да плаќаат иста субвенционирана цена како што плаќа секој еден друг граѓанин. И сметам дека тоа ќе биде модел за поддршка на самите граѓани. Дополнително, вице-премиерот Битичи најавува и задржување на сегашната стапка на ДДВ од 5%. Еве, овде можам да кажам, ќе одговора на 5%, да, ќе останат до крај на годината, истата скала на ДДВ. Новата цена на струјата најмногу ќе зависи од пресметките на ЕСМ. Тие треба да обезбедат 60% од поборувачката на Евана. А во моментов се пресметува колка ви се потребите на Евана и дали домашните капацитети може да ја произведат потребната количина или ќе има потреба од увоз. Доколку потребата од увоз е поголема, тоа неминовно ќе значи и повисока цена на струјата, имајќи ја предвид за изјавата на првиот човек на регулатор на Марко Бислимовски дека струјата на светските берзи ќе остане скапа до 2023 година. И некаде помеѓу 220 и 250 евра за мегават час. Исто така и најавите за третиот и четвртиот квартал од годината се движат на тоа ниво, а исто е такви по фјучерсите кои што ги имаме денеска на располагање, истиот висока цена имаме и во цела 2023 година. На крајот од минатата година, струјата поскапе за околу 10%.